Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 125 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 11 во Тетовско и 1 случај во општина Маврово, Ростуше. Учениците ја завршија учебната година, овој пат од дома. Изолацијата особено тешка за децата со посебни потреби како ранлива група. 125 нови случаи на COVID-19 во земјава. Главниот град повторно со најголем број новозаболени, дури 89 во последното деноноќие. Регистрирани се и 6 оздравени, како и 7 починати пациенти. 125 нови случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа. Најмногу во Скопје, дури 89, потоа следува Тетовскиот регион со 11 нови случаи, Охрид со 8, како и 1 случај во општина Маврово, Ростуше. Направени биле 1019 тестирања, а регистрирани се и 6 оздравени пациенти, како и 7 починати, меѓу кои пациентка од Тетово. Бројката на новозаболени секојдневно е висока во изминатата седмица, а министерот за здравство Венко Филипче информираше дека голем дел од новите случаи се асимптоматски. Врз основа на бројот на асимптоматски носители кои што го детектиравме при анализата, посебно во рамките на овие кластери во семејствата, заради тоа што тој податок ни покажа дека нема еволуција па во огромен број на случаи, дури и кон било каков развој на болеста. Огромен број од сега диагностицираните се уште асимптоматски, иако е поминато повеќе од една недела, 10 дена. И тоа ни е показател. И дополнително, ова што од вкупниот број на хоспитализирани пациенти, има само еден мал процент на пациенти кои што се на респираторна машина. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 1536. ТРЦ е една од општините опфатени со вонредниот скрининг на Центарот за јавно здравје Тетово. Бројот на заболени во оваа општина периодов нагло се зголемува и до денеска изнесува 36 случаи позитивни на COVID-19. ТРЦ станува жариште на коронавирус. Бројот на заболени изминативе денови драстично се зголемува и изнесува 36, а главната причина за порастот се семејните собирања. Градоначалникот на општината Исена Сани апелира луѓето да ги почитуваат мерките. Оти од општина без заболени за кратко станале жариште. ТРЦ беше пред месец дена за пример за време на пост на рамазанскиот празник, значи особено за верскиот празник по Бајрамот и 2-3 случаи на погреб. Токму тоа и рефлектира на терен кај граѓаните заразни луѓе. И затоа не случајно барамо да се почитуваат правилата. Токму ТРЦ е едно од местата опфатено и со вонредниот скрининг на Центарот за јавно здравје Тетово. Резултатите се уште се чекаат. Вонредниот скрининг што започна пред неколку денови веќе е при крај, значи имаме над 200 брисеви земени и сега тие се на обработување и според резултатите ќе видиме и бројката колкава ќе биде на ново диагностицирани со COVID-19. Денеска во Тетово регистрирани се 11 нови случаи, од кои 6 се во градот. Почината и пациентка на скопските клиники на 45 годишна возраст од општина Егуновце. Различен почеток на летниот распуст за тетовските ученици, од она на кое се навикнати до сега. Овој 10 јуни како крај на учебната година го дочекаа дома. Оваа година ќе остане запаметена како прва во која наставата се одржувала по електронски пат. Поинаков 10 јуни за учениците во Тетово и Тетовско. Овој пат летниот распуст учениците го дочека од своите домови. Денес завршува учебната година која во поголем дел се одвиваше преку онлайн настава заради пандемијата со коронавирусот. Од секторот за јавни дејности Тетово истакнаа дека здравјето на сите учесници во образовниот процес е приоритет, а летниот период ќе се искористи за инвестиции во образованието. Ние најавуваме дека ќе имаме инвестиции како и секоја летен период
и ова година за модернизација на условите во училиштава, имаме и инвестиции во голем дел од училиштава, се со цел за да во септември да бидеме подготвени. Но ќе работиме и на усовршување на онлайн наставата, ќе работиме и за усовршување и на методите за овој вид на образование, на снимање на наставни единици, за да се усовршува датотеката на наставни единици кои што би биле еден вид на дигитална датотека, архива во училиштава, така да за сите можни сценарија да бидеме подготвени. Учениците во текот на месец јуни ќе ги добијат и свидетелствата. Се работи по протоколи кои што се од Министерството за образование доставени до училиштава. Повторно тука пред и се е здравјето на професорите, на администрацијата на училиштава, се пополнуваат и дневниците, се пополнуваат и главните книги и дневниците. Веќе за матурантиве, денеска се одржуваат советите на паралелките, оценките се заокружуваат во текот на денешниот ден, имаат 3 дена рок на жалба, ако имаат оценки кои што нема да им бидат да им се допаднат и може да се жалат за тие оценки сами матурантиве. Така да веќе на 14 и 15 ќе им бидат доставени свидетелствата на полуматурантиве, зашто од 16 почнува уписот во средните училишта. Додека пак за другите ученици во текот на јуни ќе се пополнат и дневниците и свидетелствата ќе им бидат доставени. Наставата беше прекината уште во месец март, а училиштата беа меѓу првите објекти кои беа затворени заради ширењето на коронавирусот. Учебната година што завршува за Гостивар беше полна со тешкоти и предизвици. Голем дел од децата немаа услови да се вклучат во онлайн наставата. Учебната година што ја оставаме зад нас во Гостивар ја одбележаа препирките меѓу Министерството и општината околу одземањето на ингеренциите во образованието и тешкотиите во одвивањето на онлайн наставата. Належностите на крај беа вратени на општината пред завршувањето на првото полугодие, но нов предизвик се јави со коронавирусот и затворањето на училиштата. Голем дел од семејствата во Гостиварскиот регион не беа во можност да обезбедат услови за децата да се вклучат во онлайн настава. Беше една тешка состојба не само за наставниците, па и за децава и за родителите исто така. Им пожелуваме успех, првин здравје, тешко и за децата што имаат услови, а замислите за тие деца што немаат услови заради тоа што тие требаат услови, едно дете, една соба, компјутер, телефон или лаптоп. Беше тешко за сите, но благодарение на професорите и тие се трудеа овој дел да го поминуваат така упорно и тие да им поднесуваат домашни, да бидат онлайн со децата, да не губат многу. Како и да е, учебната година се заокружува исто како и другите претходни, со утврдување на оценки за учениците, внесување на часови и евиденција и слично. Од сега е тешко да се каже какви ќе бидат условите за настава од септември, но неопходна е поголема и посериозна подготовка доколку повторно има вонредна состојба, вели Снопче. Но ние не бевме спремни за ова настава онлайн како Македонија. Треба од сега да се размисли овие месеци како ќе продолжуваме и понатаму. На подрачјето на општина Гостивар има 11 централни основни и 4 средни училишта. Вкупниот број на основци и средношколци се движи околу 10.000. Изолацијата особено ги погодува децата со посебни потреби како ранлива група. За родителите пак создава потешкоти и големи предизвици. На оваа тема разговаравме со Арта Рифи Креци, психолог во Дневниот центар во Гостивар, кој поради пандемијата не работи веќе 3 месеци. Пандемијата со COVID-19 го поремети животот на сите луѓе, сепак за ранливите групи како децата со посебни потреби и нивните семејства. Новата состојба донесе дополнителен товар и сложени предизвици. Дневниот центар во Гостивар, кој згрижува 15 на деца со попречености, е затворен веќе 3 месец.
На децата им е скратена можноста да се социализираат, да се дружат, да бидат дел од разни активности со поддршка на стручни лица, како што биле претходно навикнати секојдневно. Тоа ќе предизвика многу негативни последици, вели психологот од центарот Арта Арифи Креци. Социализацијата за нив е многу важна. Значи, во овој период на изолација, кај нив се очекува регрес, значи застој, општ застој, посебно ќе има застој и враќање назад на непожелно однесување од нивна страна и застој во когнитивните способности. Комуникацијата на тимот од Дневниот центар со родителите сега се одвива телефонски. Им се даваат совети, им се посочуваат одредени активности кои може да ги прават со децата во домашни услови и слично. Сме им сме им давале психосоцијална поддршка на семејствата што тоа го побарале, имале потреба. Сме ги ангажирале родителите да учествуваат во активности заедно со нивните деца, меѓутоа видовме дека им недостига дидактички материјал. Со тоа што со соработка со Министерство за труд и социјална политика и УНИЦЕФ го овозможивме тоа и на сите семејства им се подарени такви средства за да можат да одвиваат во домашни услови некоја активност со нивните деца. Најважно е родителите да обрнат внимание на мерките за заштита од коронавирус, но и да ги ангажираат децата според можностите, вели психологот Арифи Креци. Ние ги советуваме, прво да ги почитуваат мерките и препораките за да ги заштитат нивните деца, бидејќи тие не се во можност да почитуваат, растојание да држат маски или пак да одржуваат лична игиена во тоа ниво на кое што више сега се бара. Настојуваме да поминуваат едно многу убаво квалитативно време заедно со нивните деца, да ги ангажираат за да не имат голем застој во едукација. За сега не се знае до кога Дневниот центар во Гостивар ќе остане под клуч. А во меѓувреме тимот во соработка со Министерството за труд и социјала и со УНИЦЕФ подготвува посебен протокол под кој ќе се работи кога ќе се создадат услови за отворање на установата. Поради пандемијата, голем дел од мерките за финансиска помош наменети за земјоделците се запрени. Состојбата со коронавирусот ги намали засеаните земјоделски површини. Како и многу други гранки, така и земјоделието претрпува загуби поради пандемијата со коронавирусот. Поради неизвестност, дел земјоделците се откажуваат од своите површини, а некои трпат големи штети, затоа што им доцнат субвенциите. Најповеќе сега се јавуваат по однос на тоа кога ќе биде информации барата по однос на овие меркиве, кога ќе бидат, дали се доста има земјоделци кои што се уште не ги добиле субвенциите, па се јавуваат зашто, како. А по однос на стручните совети се разбира во однос на заштитата, доколку имаат појава на одредена болест на културите кои ги одгледуваат, се јавуваат за совет што до потребат како да извршат заштита на своите култури. Дополнителен проблем на земјоделците оваа година е и сушниот период. Голем дел од системот за наводнување не работи. Мора да се приориентираме кон системот капка по капка, велат од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието. Финансиската поддршка иде од 50 до 65-75%, зависно од подрачјето, зависно од носителот на земјоделското стопанство, кој што е апликант и зависи од програмата, дали е за рурален развој или во ИПАР програмата. Што значи, овој начин на обезбедување на финансиска поддршка е достапен за сите земјоделци кои што имаат потреба од обезбедување ваков начин на наводнување на земјоделските култури. Поради пандемијата и подрачно оделение на Агенцијата за поттик и развој на земјоделието не работи со полн капацитет. Коронавирусот ги запре теренските активности на оваа институција, која задолженијата сега ги извршува преку телефон и интернет. Председателот на ДУИ Али Ахмети се обрати преку социјалните медиуми со порака околу идејата за избор на прв албанец за премиер, при што појасни дека тој нема да биде кандидат.
Kjo është ajo që dua t'ju mundsoj fëmijëve dhe nipërve mbesave tona. Besimi se ne mund të arrijmë gjithçka që ëndrrojmë dhe për këtë duhet të bëhemi bashkë. Kjo ide është shumë më e madhe se çdo parti apo cili do person. Kjo ide nuk ka të bëjë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe sigurisht jo me mua. Unë jam këtu për t'ja vazhduar jetën procesit, që t'i pri konceptit, që të bëhem urë dhe të shtroj rrugë duke krijuar rrethanat për realizimin e ëndrrës, ndërsa ju mbet. Демократската партија на албанците денес одржа пресконференција на која се разговараше за актуелната состојба во земјава. Албанската демократска партија предлага точки што ќе бидат поопипливи за семејствата и за деловните активности, а тоа се финансиска помош од 100 евра за секое лице над 18 години. Простување на казни изречени за време на вонредна состојба и за сметки што граѓаните не успеале да ги вратат во текот на пандемискиот период. Простувањето на јавните долгови за граѓаните од социјалните категории, како што се сметки, казни, општински даноци и други даноци. На сите работници погодени од вирусот и на оние кои се во изолација треба да им се исплати плата во висина од 100%, а не во висина од 50% од просечната плата, што се однесува на просечната плата од претходната година. Во Тетовско-гостиварскиот регион за 42 лица се изготвени решенија за самоизолација. За неносење заштитни маски пак казнети се 159 лица, додека угостителски објект не ги почитувал протоколите за работа. Следува билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Изготвени им се навкупно 42 лица, од кои 40 во Тетово и 2 во Гостивар, додека вкупно биле контролирани 715 лица со вакви решенија. Во изминатото деноноќие исто така изјави за самоизолација подпишале вкупно 3 лица, од кои 2 во Гостивар и 1 во Тетово, а биле контролирани 138 лица со подпишани изјави за самоизолација. Во овој период за неносење заштитни маски на вкупно 159 лица изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба, од кои на 101 лице во Тетово и 58 во Гостивар. Во содејство и координација со Државниот пазарен инспекторат извршена е контрола на еден угостителски објект на Тетовското подрачје, во кој биле констатирани одредени прекршувања на протоколите за работа. Од полицискиот билтен на СВР Тетово информација дека вчера вечер во угостителски објект во Тетово се приведени 2 лица, 46 годишник од Тетово и 38 годишна Кумановка, кај која бил пронајден хероин, додека во санитарниот јазол на објектот биле пронајдени остатоци од кокаин. Вчера во Тетово бил лишен од слобода и жител на Тетовско Долно Седларце, затоа што при преглед му била пронајдена ризла, додека пред лишувањето успеал да проголта ќесичка со марихуана. 33 годишник од Гостиварско Ѓурѓевиште пак вчера во СВР Тетово пријавил дека во Гостивар физички бил нападнат од двајца негови соселани, со кои подолго време имал меѓусебни недоразбирања и нарушени односи. Во нападот користеле и тврди предмети. Ноќеска во 1 часот во СВР Тетово било пријавено дека од патничко возило кое поминувало низ Тетовско Слатино биле фрлани пиротехнички средства со што бил нарушен јавниот ред и мир. Поради сомнение за нивна инволвираност во нарушувањето, нешто подоцна биле приведени неколку лица кои биле во алкохолизирана состојба и агресивно се однесувале кон полициските службеници. По целосното расчистување на случајот против нив ќе следуваат поднесоци, информираат од СВР Тетово. Додека COVID-19 пустоши ширум светот, многумина се прашуваат зошто е потребно толку време за да се направи вакцина. Научниците со години би можеле да се борат за да создадат безбедна и ефикасна борба со вирусот, но некогаш безуспешно. Сега има над 100 кандидати кои работат на развој на вакцина против COVID-19, но реално ниедна вакцина не се очекува да биде достапна за помалку од 1 година. Но може би има начин работите да се забрзаат со промена на еден чекор во процесот на тестирање.
So a challenge trial is a trial to test the efficacy of a vaccine in which the subjects of the trial are deliberately exposed to a virus. The benefit of a human challenge trial is that because you deliberately expose 100% of the subjects to the coronavirus, the trial could take place in just 1 or 2 months and we could get a vaccine potentially significantly earlier. AB Рорик работи во еден ден порано регулаторна групација со седиште во САД, која треба да даде зелено светло за тестирање на луѓе. Невладината организација распишала повик за волонтери кои би сакале да ја примат пробната вакцина, а потоа и доза вирус. Илјадници се пријавија. Much like donating an organ, it seemed like something that I could do as a younger person that would be incredibly beneficial for the world. It'd be really great to participate in something that could help many people. Во нормални услови, нечие намерно изложување на потенцијално фаталниот вирус е кршење на медицинската етика. При традиционалните тестови, како овој на Оксфорд во Англија, испитаниците добиваат вакцина или плацебо, ги пуштаат да продолжат со секојдневниот живот, веројатно ризикувајќи да се заразат, и на крајот откриваат дали вакцината успеала, но за тоа е потребно време, особено во регионите во кои коронавирусот не делува. Од еден ден порано тврдат дека моменталната пандемија бара вонредни мерки. Yeah, go ahead. Brilliant. Not even a flinch. Loving it. Most people agree that the scope and scale of suffering that is caused by COVID-19 alters the sort of risk-reward calculus that usually takes place in determining a clinical trial in exceptional ways. Getting a vaccine just 1 month sooner could save tens of thousands of lives. Кога да се почне со тестирање на луѓе беше дебатирано од фармацевските компании, регулаторите и научниците, забележувајќи дека стандардните испитувања на вакцината одат бавно. Биоетичарот Артур Каплан, директор на одделението за медицинска етика при медицинската школа во Њујоршкиот универзитет, вели дека таквите мерки би можеле да бидат оправдани. Look, it's likely that the first vaccine to appear won't work, or the second one, or the third one, or even the fourth one. So each one of these has to be tested, and you're trying to recruit 20, 30,000 people each time you roll a vaccine forward. The cost of not doing anything is too big. That's why I think the challenge study has to at least be considered. Ако продолжат испитувањата со луѓе, волонтери би можеле да бидат лекари и медицински сестри кои веќе се соочуваат со голем ризик да се заразат со COVID-19. Тие би биле изолирани во текот на испитувањата и ако се заразат веднаш би добиле соодветна нега, но и би требало да бидат млади и здрави за да се минимизираат шансите кај нив да постојат посериозни болести. If you recruit young people, say 10 people who are 20 to 35 years of age, their death rates are very tiny, and their hospitalization rates are very, very tiny. Even though there's a danger, I think it's a risk we should accept. AB Рорик од еден ден порано е една од младите кои се подготвени да ризикуваат да бидат изложени на коронавирусот. Nurses and doctors are putting themselves on the line, fighting for this, fighting for people to make sure that they don't die from COVID-19. I'm willing to take on some risk myself if I can also, feel empowered and be part of the solution. Од фармацевските компании и од владините советници ќе зависи дали тестирањето на луѓе ќе биде прифатено или одбиено. Истражувањето сепак би траело со месеци, бидејќи научниците прават студии, избираат субјекти и вируси, ги избираат своите теми и избираат вирусни мозоци за изложеност, но кога светот чека вакцина, секој момент е важен.
Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!